Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Во Тетовското здружение на пензионери денес беа организирани бесплатни ехо прегледи во соработка со општинската организација на Црвен крст. Здруженијето Езра организираше предавања за важноста од превенцијата и раното откривање на ракот на дојка. Тетово ќе добие нов студентски дом. Првите студенти се очекува да ги прими веќе следната академска година. Се помлади заболуваат од рак на дојка, а свеста за редовни прегледи е на ниско ниво. По повод неделата за борба против рак во Тетовското здружение на пензионери денес беа организирани бесплатни ехо прегледи во соработка со општинската организација на Црвен крст. Вакви прегледи ќе се вршат и на 16 и 18 март. Се намалува возрастната граница на жени кои заболуваат од рак на дојка. Оваа болест е се почеста, покажува долгогодишното искуство на доктор Павле Спасеновски, кој во пензионерските денови волонтерски помага на пациентите. Тој вели дека стресното време си го прави своето, но канцерот може да се излечи доколку навремено се открие. До сегашните мои согледувања што сум ги вршил во оваа амбуланта се малку поразителни со тоа што ако кажам 50% од прегледаните се наоѓа малигнитет, тоа е катастрофа за нашата. Ако ме прашате за причина е стресната состојба во главно. Иако она што пише да генетски не сум нашол многу корелација со тоа. Во главном стресните состојби. Моето согледување е жалосно со тоа што порано карциномот на дојките беше во повозрастна возраст, а сега дојде многу ниска, значи испод 30 или околу 30 са моите откривања на малигнитет. Што значи едина исправно е да се контролираат. Младите женски треба да се еднаш годишно, а после 30 година и два пати ехо годишно да се прегледаат. Обично мамографијата е фама, мамографијата нема зрачење. Порано имаше мамографија после 40 години, а сега ја правам мамографија кој има потреба. Значи и со 30 години може и порано, за да се утврди и утоначи диагнозата. Во амбулантата на Здруженијето на пензионери во Тетово денес доктор Спасеновски вршеше прегледи во соработка со општинската организација на Црвен крст по повод неделата на борба против ракот. Овие прегледи ќе се вршат вторник, четврток и сабота од 10 сатот до 14 сатот и важи за сите возрасти. Значи бесплатни се за сите возрасти кои сакаат да се прегледат дојки и гушат. Меѓу лицата кои дојдоа на преглед беше и тетовчанката Сунца Костоска. Таа вели дека меѓу нејзините пријателки ретко се зборува, дека треба редовно да се оди на прегледи, но отежнува и тоа што за термин во болниците треба многу да се чека. Па, здравството моментално тешко, мислим, не можеш да дојдеш и на ред, ни па да добиеш упат. Значи, треба да чекаш. А ова сега е стварно многу ми е драго и мило, што е и бесплатно и што секој треба да дојде. Во последниве неколку години над 1200 жени во земјава се дијагностицирани со рак на дојка на годишно ниво. Здруженијето за иницијативи за развој во здравството, подобрување на здравствените сервиси и застапување на пациенти Езра, својата активност на кафе со мојот доктор синоќа ја одржа во општина Тетово. Се одржаа предавања за важноста од превенцијата и раното откривање на ракот на дојка, односно вршење на редовни мамографски прегледи, а присутните имаа можност да добијат бесплатни консултации.
Ова е еден од тие настани као продолжеток на нашата активност во борбата против ракот на дојката, наречено едно кафе со мојот доктор или караванот на информативни разговори помеѓу пациентите и релевантните доктори со цел сите ние, особено пациентите што се соочуваат со една ваква болест, да имаат можност од блиску да разговараат со релевантните доктори и да ги изразат нивните проблеми. Знаеме дека по широкото поле на борбата против ракот на дојката, информираноста на општеството или јавноста е еден од главните сектори што носи до, да кажеме, до превентива на една од ваквите тешки болести, што за жал евидентира еден голем број на случаи не само кај жените, туку во последно време и кај мажите, и мислам дека веќе една ваква модерна болест не прави разлика помеѓу полови или да кажеме мажи и жени во општеството, и дека ова е една заедничка борба за подигрување на свест дека на општеството им треба здрави жени за да може да се развиваат здрави процеси во самото општество. Да кажеме на денешната средба, двајца релевантни доктори се онкологот доктор Илир Исмаили и торакалниот хирург доктор Илир Велја, кои се наши сопатници во целава оваа наша активност во оваа борба, и на кои сакам јавно да им се заблагодарам за сета тоа подготвеност да ни помогнат во се што ние правиме напори за да им помогнеме на нашите пациенти. Тетово ќе добие нов студентски дом. Според информациите од Министерството за образование и наука, градежните работи се целосно завршени, а во моментов се опремува внатрешноста. Студентскиот дом е изграден за потребите на Државниот универзитет во Тетово, а првите студенти се очекува да ги прими веќе следната академска година. Тетово ќе добие нов студентски дом. Како што соопштуваат од Министерството за образование и наука, домот кој се гради за потребите на Државниот универзитет во Тетово се очекува да ги прими првите студенти веќе следната академска година. Од МОН дополнуваат и дека градежните работи се целосно завршени, а во моментов етапно се опремуваат собите и сите останати простори кои ќе им бидат на располагање на студентите што студираат или во иднина кои ќе одлучат да студираат на Тетовскиот државен универзитет и ќе имаат потреба од сместување. Увид во активностите извршија министерот за образование и наука Јетон Шакири, заедно со заменик министерот Агим Нухиу, ректорот на универзитетот професор доктор Куштри Махмети и председателот на универзитетскиот сенат професор доктор Вулнет Амети. Министерот за образование и наука Јетон Шакири пак информираше дека се работи за крупна инвестиција која ја реализира Министерството за образование и наука и е во последна фаза на реализација. Ќе следува партерно уредување и приклучување на студентскиот дом на водоводната и електрична инфраструктура во градот. Освен објектите во кои се изведува наставно-научната дејност, со изградбата и пуштањето во употреба на студентскиот дом, Државниот универзитет ќе може да понуди комплетна услуга за идните академски граѓани и очекувањата се дека ќе привлече значително зголемен број на студенти во следниот период. Тука недостигаше сместувачки капацитет и со заложба на владата тој се гради согласно сите современи стандарди за квалитет, дополни Шакири. Тој истакна и дека студентскиот дом во Тетово за прв пат влегува како институција во рангот на другите студентски домови во државата, а конкретно за реконструкцијата на одредени студентски домови во Скопје. Рече дека Министерството за образование и наука ги дава сите напори што поскоро да се решат неколку правни прашања за да може да отпочне обновата. Студентскиот дом во Тетово почна опременувањето како студентски дом. За прв пат се формира како институција, влегува во делот на другите студентски домови кои се во државата и функционира според програмата што го имаме за студентски стандард. Што се однесува на другите студентски домови во Скопје, продолжуваат сите тие постапки, но во текот на постапките според информациите што се организираат и делот на организирање на јавната набавка што се и консултенти од Германската банка, мислам дека
заради некои постапки што недостасуваат некој документ се одложува, но јас сум сигурен дека во ова година во најбрз рок и секогаш сите напори ги давам он што побрзо да се решават сите проблеми за да почнува и реконструкција на студентските домови. Се работи за проблеми кои доаѓаат од правен аспект, имотно-правно нерешени проблематики, кои многу работиме во овој период, ден поскоро да почнуваат сите постапки за конкретни постапки, што значи изградба или реконструкција на овие студентски домови во градот Скопје. Инаку, според информациите од Министерството за образование и наука, новиот студентски дом во Тетово ќе има сместувачки капацитет за околу 300 студенти. На денешен ден во 2001 година со престрелки од Тетовското кале започна воениот конфликт во земјава. Председателот на партијата Достоинство и поранешен генерал мајор на специјалните единици на македонската полиција Стојанче Ангелов потсети дека имаше жртви меѓу македонските бранители и побара од државниот и политичкиот врв на 26 март да дојдат на споменикот на бранителите, да положат цвеќе и да се поклонат. Македонските бранители од 2001 година се боревме да ја одбраниме нашата татковина од нападот на УЧК. Во таа борба, бранејќи татковината, повеќе од 70 бранители загинаа, а повеќе од 300 беа ранети или повредени. Уште повеќе беа травматизирани, а некои останаа без последици. На денешен ден, 14 март 2001 година, УЧК нападна полициска патрола на Тетовското кале. Веднаш потоа беа упатени дополнителни полициски сили на Тетовското кале, пошто по неколкучасовна престрелка Тетовското кале беше освоено од страна на УЧК, која што силно се утврди на врвот на Тетовското кале. Десетина дена траја, би рекол, рововски битки и препукувања во правец на Тетовското кале. 10 дена подоцна, на 25 март, започна комбинирана вооружен напад на Тетовското кале од страна на армиски и полициски единици, при што предводени од армијата Тетовското кале беше ослободено. На 26 март припадниците на безбедносните сили, односно ние, македонските бранители, извојувавме убедлива, неспорна воена победа, совладувајќи ги УЧК и ослободувајќи го Тетовското кале. Во оваа прилика јавно го повикуваме државниот и политичкиот врв на државата на 26 март, сабота, во 12 часот да дојдат на споменикот на бранителите, да положат свечно цвеќе и да се поклонат на оние кои што последни се бореа за државата, на оние кои што загинаа, на членовите на нивните семејства, на оние кои што беа подготвени да загинат, беа ранети, травматизирани или останаа неповредени. Transparency International Македонија констатира постоење судирни интереси во постапувањата на Агенцијата за филм при распределба на средства по конкурс за краткометражни и долгометражни филмови од 2022 година. Износот на тие средства распределени за таа година изнесувал преку 4.200.000 евра. Укажувањата за постоење на судирни интереси се потврдија. Законот за филм изрично забранува лица кои што учествуваат во органите за избор или кои работат во агенцијата не смеат да поднесат проекти. Ние утврдивме ситуација дека две лица кои што учествуваат во органите за одлучување, односно се рецензенти, поднеле проекти. Тие проекти биле повлечени дури откако Transparency International започна постапка на мониторинг и анализа. Прашањето е како ќе се спроведеше оваа постапка, доколку ние не се заинтересиравме, и дополнително прашањето е како се спроведувале другите постапки претходно, дали се уште имало и претходни вакви ситуации за кои што никој не се заинтересирал. Затоа што постапките во Агенцијата за филм поминуваат под радарот на интересот на јавноста. Едноставно, ако не се следи состојбата, очигледно е дека постои пракса на непочитување на законот. Значи, тоа е едниот елемент.
постои незаконитост во постапката и очигледно постапување во судир на интереси. Лицата кои што го прекршиле законот имаат и одговорност. И затоа тоа е првиот навод. Да, постои судир на интереси со лица за кои што имало забрана за постапување и за поднесување на проекти, а поднеле. Втората ситуација на ризик од судир на интереси или на ризик за пристрасно одлучување е кога имаме две лица кои што претходно биле разрешени од нивните функции по интервенција од лице кое што сега се јавува како учесник на конкурсот со собствен проект. И тие истите лица му се назначени да ги ја вршат рецензијата, односно да ја оценат финансиската оправданост на проектот. Вие знаете дека во судска постапка, во било која постапка, лицето кое што има некаква врска со лицето на кое му се одлучува, треба да биде изземено од постапката. Овде директорот има експлицитно исклучиво дискреционо право да одлучи кој ќе биде рецензент. Директорот имал обврска законска во рамки на своите службени овластувања да внимава на тоа и да не дозволи ваква состојба, затоа што оваа состојба ја руши легитимноста повторно на изборот. Значи, ние имаме две ситуации на судири на интереси, кои што по својата содржина и форма се различни, меѓутоа се незаконити и ја загрозуваат легитимноста на постапката за доделување на средства по овој конкурс и затоа бараме овој конкурс да биде повторен. Седумнаесетгодишната девојка од Тетовско Рогле доби 10-годишна казна затвор за деца за убиство на 16-годишник од Новосело на 21 декември минатата година. Пресуда за настанот денес донесе Основниот суд Тетово, при што ја прогласи виновна за делото. Основниот суд Тетово денес донесе пресуда за настанот случај на ден 21.12.2022 година на местото Викано Бањиче, во кој е лишен од живот детето БХ на возраст од 16 години, а за кој настан постапката се водеше спрема дете во судир со законот на возраст од 17 години за кривично дело убиство. Судот донесе пресуда со која детето во судир со закон е огласено за виновно и изречена му е казна затвор за деца во траење од 10 години. Овој случај ја разбранува јавноста кога безживотното тело на 16-годишникот од Новосело по 7-часовна потрага беше пронајдено во речните води на 22 декември минатата година. Веќе следниот ден јавното обвинителство објави дека 17-годишна девојка по вербална расправија во автомобил кај местото Викано Бањиче со предмет го удрила оштетениот по глава неколку пати, нанесувајќи му тешки телесни повреди опасни по живот, потоа го турнала во реката Пена. Гостиварот се однесувал агресивно и му се заканувал на неговиот 77 годишен татко. Од СВР Тетово информираат и за спроведена акцијска контрола за пристигнување на Тетовско-гостиварското подрачје, додека пак вчера во Тетово биле подигнати 15 погрешно паркирани возила. 77 годишен гостиварец вчера во 15 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавил дека на 7 овој месец неговиот 50 годишен син се однесувал агресивно кон него и му се заканувал. Денеска тој е повикан во полициската станица Гостивар и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 7 до 12 часот спровеле сообраќајна акцијска контрола за пристигнување, во рамките на која биле откриени и санкционирани вкупно 25 прекршоци, 14 во Тетовско и 11 во Гостиварско. 23 од возачите прекршители пристигнувале на забранети места и поради што им се изготвени соодветни поднесоци, а санкционирани биле и 10 други видови сообраќајни прекршоци. Вчера исто така во Тетово продолжиле и континуираните активности за справување со непрописното, односно погрешно паркирање, при што биле санкционирани и подигнати 15 непрописно паркирани возила. Секторот за внатрешни работи Тетово со укажување на возачите да не пристигнуваат на непрегледни забранети места, во колона и на други недозволени начини, затоа што во спротивно ќе се соочат со законски предвидените санкции и парични глоби. Ако и за овој вид прекршок се движат од 45
25 до 250 евра и со мерка времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. До возачите се апелира исто така да не ги паркираат возилата каде што ќе стигнат, посебно во централното градско подрачје, каде што се наоѓа и најголемата фреквенција и каде неретко го попречуваат нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!